мислам, ни сите генерации е истото. Не може сега е ова време, у моето време, нема време како време, време. Само технологијата може би влијае повеќе сега дека била порано ја немало. Иначе ние како компјутер внатрешен, како систем сме од секојаш истиот. Изворот е истиот. И тој си се цело време си тече. Семно е истиот, верувам, кога ќе обрнеме внимание на оние да вистински вредности, од љубов, од почит, од емоции, пошто ако малце нели тој компјутер отидеме во еден друг свет, мислам дека тој духовен момент или тој мир кој што еве не е потребен во однос на родителството, некако го губиме. Да, затоа што слободно можам да кажам дека е виновна технологијата и преголемата конзумација на предмети. Работи што ја го правам истото. Јаве сега гледаме по дома нешто расчистуваме и викам. Преокупирани со небитни работи и се губи тој внатрешен инженеринг што би рекол Садгуру. Не се осврнуваме на тоа да поработиме, него на чекај што да купам ново нешто, утре излага, да си го надградам. Строт пошто ми е преполнил и уште толку да го затворам. Да, тоа пак ќе кажам, виновна технологијата и оние кои што сакаат низ тој процес, низ тоа што го создале, да исцрпат најмногу колку што може, да ги натераат луѓето да бидат као на некој начин зомби или робови, да трошат, да купуваат цело време и да заборават на себе. А не дека не може тоа одма да се смени, може, само треба да се сменат желбата и навиките. Најтешко е, сото сум го проаѓал и го проаѓам, не, сега како некој сум се олеснил готово, сега сум ја. Човекот учи додека е жив и се променуваме. Таа желба за учење повеќе и повеќе, повторување, паѓање, кревање, пак учење од грешки, тоа ме води и треба да не води напред за да се духовно развиеме повеќе отколку материјално.